Моите информации се дека на територијата на општина Кавадарци се вршат две испитувања. Едното поодамна, кое што веќе мислам дека и не функционира, односно е закочено по барање на Фени Индустри, а тоа е дополнителен коп или локација за уште еден рудник за никел. И другото кое што беше спроведено од страна на компанија од Скопје за испитување на лорандитот, односно на минералот на талиумот, кој што беше ископување, односно елементарно ископување за издвојување на одредена количество на лорандит и негово доставување во некои институти во Австрија, колку што знам, во Белград и така натаму. Имавме и едно барање за концесија, односно за концесија за испитување на територијата, кое што беше во атарот во близина на извориштите Лукар, за кое што ние како локална самоуправа дадовме негативно мислење, независно од тоа дали се работи за злато или за било какви други минерални суровини, нас не интересира ништо. Се она кое што е во заштитната зона на извориштата Лукар е пропратено со негативен одговор од локалната самоуправа, бидејќи таму едноставно пробивање на пат кој што го правеа во изминатиот период ЈП Македонски шуми беше штетно и се одрази штетно врз заматувањето на водата, па камоли да имаме минирање и бушотини и така натаму и така натаму. Така што мислам дека сега за Кавадарци нема потреба од референдуми. И еве, лично би сакал да кажам тоа дека доколку и сега и понатаму има нешто што би ја загрозило животната средина, многу поефикасен и по добар метод е тоа да го блокираме тој пат и да таму нема никој пристап, да минираме некоја карпа и уопште да не се движе никој во тој регион, отколку да одиме на референдум и потоа во зависност од интересот на одредени меѓународни корпорации или индивидуи од Република Македонија да се бори некоја концесија, па потоа да се даде рудник, па да се гради топилница и така натаму. Кавадарци и не само Кавадарци, туку и општина Росомен и општина Неготино зависат од извориштата Лукар. Во минатите векови знаеме дека кога водата ја снемувало, изгаснала животот и во тие средновековни и антички населби, така што водата е од екзистенционален карактер и не може да се спореди со други благодети како што се работни места, отварање на фабрики за топилници и така натаму. Кавадарци е град кој што е на врвот на економскиот развој и не му требаат дополнителни работни места, така што мислам дека од интерес на кавадарчани е да си го задржиме онаа што го имаме и овој процент на невработеност, а не да ствараме идни капацитети во кои што би се вработувале луѓе надвор од општина Кавадарци. Така што ова е мое само размислување. Јас бев и во контакт со градоначалникот од Гевгелија. Наков исто има дојдено кај мене да ми презентира што би можело да се случи кога би се случило. Секако дека постапката од испитување па до одавање на концесија е многу долга, многу гломазна и подразбира и вклучување на јавноста во целата постапка и мислам дека се уште е рано да нешто превземеме. А ви кажав, доколку има нешто што е екстремно, кога нешто што се сака, по секоја цена да се реализира во спротивност на интересите на граѓаните од Кавадарци, има и други методи освен референдум.